Повод за денешната пресконференција е да ви ја презентираме новата алатка за транспарентност, која своевидно е унапредување или надградување на отворени финансии, односно порталот Open Finance, кој што исто така беше работен, како и оваа нова алатка, во соработка со IRI USAID. Во првиот дел на страната колкав е јавниот долг, дадени се податоци за состојбата на долгот, државниот и јавниот долг одделно и во апсолутна бројка и како процент од бруто домашниот производ. Јавниот долг на крајот на 2019 година изнесува 48,9% како процент од БДП. Која е всушност намената на јавниот долг? Да ги сервисира старите долгови кои достасуваат за отплата, како и да го финансира буџетскиот дефицит. Односно, разликата помеѓу приходната и расходната страна на буџетот, која има за цел секако да го поттикне и стимулира економскиот развој. Јавниот долг понатаму, како што може да забележиме, е разложен на категориите кои го сочинуваат, односно државен долг кој изнесува 40,2% и долг на јавните претпријатија и трговските друштва во доминантна државна собственост или собственост на општините, кој изнесува 8,7%. Потоа, ако кликнеме низ целата страна, ќе видите дека има едни знакчиња како плюс и минус, тоа е за да добиеме дополнителни податоци и информации за конкретната работа која ја гледаме, па тука ако кликнеме на знакчето за отворање на повеќе информации, може да ги видиме двете компоненти со повеќе детали за секоја. Односно, државниот долг се состои од долг на централна влада и долг на општини. Тука се прикажани и деталите за надворешниот и внатрешниот долг. Истото може да го видиме и за другата компонента на јавниот долг, односно за долгот на јавните претпријатија и трговските друштва во доминантна државна собственост. Истиот се дели на гарантиран и негарантиран долг. Негарантираниот долг, кој инаку изнесува 0,4%, вредно е да споменеме дека за прв пат беше вклучен во јавниот долг од мај минатата година. Кај делот на долг на јавни претпријатија се зголемува транспарентноста, така што за прв пат се објавуваат поединечниот долг на секоја јавно претпријатие за кое државата има издадена гаранција. Може да се видат претпријатијата со конкретни износи. Понатаму, делот 2, така наречен движење на јавниот долг, представено е движењето и ако кликнеме на јавниот долг како процент од БДП, ќе го добиеме движењето низ годините во релативен процент. Доколку кликнеме на јавниот долг како апсолутен износ, ќе добиеме графички приказ на динамиката на јавниот долг низ годините како апсолутен износ. Како што се гледа кривата од кривата на јавниот долг, гледаме дека долгот се стабилизира последните 3 години, за разлика од периодот од 2008 до 2016 година, кога истиот нагло се зголемил. Исто така, доколку одиме на долг на централна влада, може да видиме детален приказ на динамиката на движење на долгот на централната влада, разложен на вкупно задолжување, вкупно нето задолжување, вкупните отплати, вклучително и курсните разлики. Исто така, доколку на ова мени се кликне на некоја од во labels, значи ако видиме на некој од овие делови од менито, ако кликнеме, ќе се изгуби одредена линија за да полесно се навигира и полесно се гледа и разбираат работите од страна на корисникот. Понатаму прикажано е на што се должи зголемувањето во апсолутниот износ на долгот во изминатите 3 години, односно повлекувањата по однос на поголеми проекти, како што изградбата на гасоводот 55 милиони евра, автопатите Кичево Охрид 120 милиони евра и Миладиновци Штип 76 милиони евра, проектите за надградба на патишта 21 милион евра и за регионални магистрални патишта 29 милиони евра. Понатаму гледаме проектите за развој на мали и средни претпријатија 44 милиони евра и така натаму. Третиот дел на страната, јавен долг за 2020 година, дава увид над податоците за планираното задолжување на странскиот и домашниот пазар, раздолжувањето кон дома и странство и нето повлекувањето за финансирање на дефицитот и за државни резерви. Кога ќе кликнете на задолжување, централна влада ќе ги добиете податоците за планираното задолжување годинава, кои што патем беа објавени и се дели од буџетот. И секако може да се види раздолжувањето и нето повлекувањето, односно прикажани се во бруто износ и во нето износ. Понатаму, кога ќе отидете на општините, има податоци за проектираното задолжување на општините согласно фискалната стратегија 2020-2022 година. Кога ќе одиме пак на јавните претпријатија, има податоци и за планираното задолжување и раздолжување кај јавните претпријатија и за секое претпријатие одделно, што е, како што посочив, нов
податок кој претходно не се објавувал и кој исто така е во насока на подигнување и зголемување на транспарентност. Вкупното, како што може да забележиме, предвидено задолжување на јавните предпријатија за 2020 година изнесува 264 милиони евра, отплатите се 126 милиони евра, па гледаме дека 137 милиони евра изнесува нето повлекувањето или нето задолжувањето. Понатаму четвртиот дел е делот посветен на хартиите од вредност. Хартиите од вредност на домашниот пазар се секогаш од голем интерес на јавноста, па затоа издвоивме посебен дел за страната кој што се однесува на овие инструменти. Државните хартии од вредност се редовен и ефтин инструмент за сервисирање на дефицитот и долговите кои доспеваат. Друго, не толку многу зборувано значење на овој инструмент е всушност и значењето за развојот на пазарот на капитал. Имено, државните хартии од вредност почнуваат да се издаваат уште во 2004 година, токму со цел да се развие пазарот на капитал, односно не со цел финансирање на дефицит. Важно е да имаме развиен пазар на капитал, бидејќи во случај на потреси на меѓународниот финансиски пазар, како што беше големата криза од 2009 година, ќе имаме развиен домашен пазар кој што ќе може да одговори на тековните потреби. Изминатиот период за секоја аукција има вести дека државата се задолжила одреден износ. Утре дента пак, кога се раздолжуваме по основ на стари доспеани долгови од претходно издадени државни хартии од вредност, тоа не се пренесува. А вистината колку пари се повлекле по однос на таа аукција е некаде на средината. Односно, тоа е сумата која што сме издале минус сумата која што подоцна се вратила. Понатаму сега државните хартии од вредност вредно е да се истакне дека имаат историски најниски каматни стапки и се еден од најевтините извори за финансирање на буџетскиот дефицит. Затоа, во овој дел за јавноста даваме повеќе информации за динамиката, задолжувањето, раздолжувањето по основ на државните хартии од вредност, како и движењето на каматните стапки. Може да видите дека нето задолжувањето по основ на државни хартии од вредност низ годините, односно разликата на графиците. Овој график конкретно кој што го гледаме го прикажува домашното нето задолжување на пазарот на хартии од вредност и може да забележиме, например, во 2012 година дека тоа изнесувало најмногу или 451 милион евра. Ако кликнеме на бруто задолжувањето, може да се види бруто задолжувањето и отплатите на следниот таб. Подолу на графикот е дадено одделно нето повлекување планирано со буџетот за 2020, како и досега колку е повлечено нето. При тоа би сакала да истакнам тука дека треба да имаме на ум дека овој податок ќе се апдейтира и менува, односно поставениот лимит за домашно нето задолжување со државни хартии од вредност изнесува 200 милиони, меѓутоа како што споменав, како што е брутото и нетото, значи овој процент ќе се менува рефлектирајќи реалната состојба во моментот на известување и промена. Понатаму имаме графикон кој што го покажува задолжувањето и раздолжувањето по основ на државни хартии од вредност на месечна основа, како и графикон кој покажува колку ќе треба да се отплаќа годинава по месеци по основ на доспевање или издадени државни хартии од вредност. Следува понатаму приказ на цената која се плаќа или каматните стапки со различна рочност. Во менито се прикажани за 3 месечни, 6 месечни, сега гледаме 12 месечни, например, хартии од вредност како најиздаван инструмент и тука можеме да забележиме дека каматната стапка достигнувала некогаш дури до 8%, а таа денеска сега изнесува 0,5%. Понатаму, еврообврзниците се исто така инструмент надворешен за финансирање на долгот и дефицитот. Доколку кликнеме на табот еврообврзница, може да ги видиме сите досега издадени еврообврзници во минатото. Во првиот графикон се прикажани сите издадени еврообврзници со сума, каматна стапка и година на издавање. Највисоки суми на издадени на еврообврзници се во 2014 година и 2018 година, додека највисока каматна стапка има еврообврзницата во 2009 година. Понатаму, ако кликнеме на второто тапче, кое што е за отплата на еврообврзниците, ги гледаме сите еврообврзници кои што доспеале или доспеваат за отплата. Како што гледате годинава, во 2021, 2023 и 2025 година доспеваат за отплата еврообврзници во вкупна вредност од 1 милијарда и 628 милиони евра. Во последниот дел, кој што е наменет да биде информативно-едукативен дел, во форма на
поставувани прашања или некои работи кои што сме ги сметале дека се најчесто заблуди во јавноста. Овој дел исто сакам да истакнам дека повремено ќе се надополнува како што излегуваат нови можеби нејасноти или прашања од страна на пошироката јавност, медиумите, граѓаните и така натаму. Бидејќи, како што кажав, јавните финансии не се блиска материја за сите, подготвивме овој посебен дел да одговори на некои одредени прашања. Значи, тој оди, например, имаме тука објаснување на општите поими како што е јавниот долг, што е државниот долг, што е он лендинг, односно репозајмување и така натаму. Исто така, тука се објаснати некои заблуди за долгот, например, дека при подпишување на заемот или кредитот не се генерира јавниот долг, односно не се влечат сите средства при подпишување на заемот, туку се делат во одредени транши и во моментот на повлекување на средствата, во тој момент имаме зголемување, односно се прикажува таа повлечена транша во одреден износ како во делот на јавниот долг. Би сакала да истакнам дека транспарентноста во Министерството за финансии е врвен приоритет. Таа е најобјективен степен на контрола врз јавните финансии и демократска алатка која ја ограничува манифестацијата на моќ и потикнува поодговорно и поправедно действување. За овие 5 месеци, откако, речи се 6 месеци, откако јас сум во Министерството за финансии, за јавноста го отворивме трезорот, ја отворивме реализацијата на капиталните инвестиции по буџетски корисници, а денес, отчетно и транспарентно, го отвараме и јавниот долг. Неодамна, зборувајќи за транспарентноста, одговарајќи на прашања, истакнав дека не само министерот за финансии, туку и секој граѓанин во земјава сега го има на увид трезорот и може да ја следи секоја исплата и секоја трансакција од државниот трезор. И секој треба да има увид во располагањето со државните пари, бидејќи само така ќе можеме да ги тргнеме на страна манипулациите, дневно-политичките поентирања и на граѓаните, да им ја дадеме моќта на информацијата, да носат вистински одлуки и да действуваат. Од денес па натаму, на секој граѓанин ќе му стане појасно колкав е јавниот долг, колкав бил долгот низ годините, која е намената на долгот, како се финансира истиот, која е намената на еврообврзниците, на државните хартии од вредност, на кредитите за конкретни проекти, што е брзо растечки, што е стабилен јавен долг, какви се проекциите за идната година и така натаму. За крај би сакала да кажам дека да, јавниот долг е стабилизиран, стабилен, за тоа зборуваат и емпириските показатели, односно бројките кои што денеска ги презентираме и кои што ќе бидат дел од оваа платформа. Би сакала да изразам голема благодарност до USAID ИРИ, со чија поддршка тимот на Министерството за финансии интензивно работеше во изминатите неколку месеци за подготовка на оваа платформа и секако да изразам голема благодарност до тимот од Министерството за финансии од јавен долг, кој што со голема мотивација и посветеност работеше да оваа платформа денеска можеме денес тука да ја презентираме. Во таа насока се е резултат на тимска работа и на луѓето и нивната пасија и посветеност кон работата. Се надевам дека оваа платформа ќе биде од особена корист за новинарите. Истата е достапна на 3 јазика: македонски, албански и англиски јазик. Страната ќе се обновува или апдейтира редовно. Некои податоци ќе се менуваат на месечно ниво, некои по издавање, нели зборуваме за државните хартии од вредност, некои на 3-месечно ниво. Меѓутоа важно е дека во секој момент ќе може да се отвори да се види реалната и моменталната состојба за сите овие параметри и показатели кои што денес ги зборувам. Сметам дека навистина ќе биде добра аналитичка алатка за вас, медиумите, и ве поканувам сите секако да ја погледнувате и да ја користите при пишување на вашите текстови. И за крај уште покрај на медиумите, сакам да се обратам посебно на младите, на студентите. Учете, анализирајте, истражувајте, имате податоци да правите семинарски, трудови, дипломски, проверувајте се што ќе ви се презентира, сами пресудувајте што е популизам, што е вистинска работа и желба да се сработи и да се покаже со дело. Проверувајте, читајте што е точно, што е популистичка, извртана или лажна вест. Мојот став е прагматичен. Имаме проблеми за решавање на вистина и ќе имаме и понатаму и треба сите да се фокусираме на решавање на истите, а време за популизам немаме. Ви благодарам.